Наместо да чекаат од државата, фамилиите сами да си креираат работни места, порачуваат светски економисти. Ова е можност да стотици семејства од регионот, кои доколку се организираат професионално, ќе имаат добро работно место и сигурен извор на приходи. Породични бизниси имају предност ту што гледају, имају визија. Семејниот бизнис има предност што има визија, има трпение за креирање и се очекува брзо враќање на инвестицијата. Морам да истакнам дека владите на просторот на поранешна Југославија се уште не ја препознаа важноста на семејниот бизнис. Великих поврата и кратких, брзих поврата од инвестиции. Дополнителна мотивација за сите кои планираат заеднички со фамилиите да заработуваат пари е и листата на Forbes за најуспешни компании во светот. Значи 500 највеќих, 10 првих су. Меѓу 500-ните најголеми компании, првите 10 се семејни фирми, BMW, Audi, Volkswagen. Тоа се фамилии кои постојано внесуваат иновации, човечки ресурси, вложуваат капитал во напредокот на компанијата и така натаму. Со вакви податоци и информации за семеен бизнис, денес започнаа серијата предавања на визитинг професорите на Економскиот факултет во Штип. Значи, доближување до концептот на давање на целокупно искуство во однос на нашите студенти и надминување на претходно поставените концепти, едноставно пружање на услуга на високо образование. Разликата помеѓу овие две е суштинска, пред се од аспектот на тоа што во рамки на концептот за давање на искуство на студентите во седиштето стои холистички пристап во нивното запознавање или запознавање на нивните потреби, желби, намери, понатамошни очекувања. Присуството на еминентни професори на Економскиот факултет при УГД во иднина ќе биде се почесто. Во текот на есента, не знаеме точно, значи време, ќе имаме професорка од Економскиот факултет во Ниш, Сузана Стефановиќ. Значи тие доаѓаат од 3 различни области во однос на областите кои што ги покриваат и нашите насоки на Економскиот факултет. Предавања на различни теми од економијата, професорот Телевич имаше и на кампусите на УГД во Скопје и Струмица.